Цар Фердинанд, нов бугарски клуб ќе никне во Македонија, сега во Богданци. Ова преку социјалните мрежи ни го соопшти Виктор Стојанов, водачот на фондацијата Македонија од Софија, здружение чија главна цел е провокација кон државава. Во Македонија веќе има бугарски здруженија со името Цар Борис III Охрид, Ванчо Михајлов Битола, а наскоро ќе има и Цар Фердинанд Богданци. Инаку бугарскиот цар Фердинанд владеел од 1887 до 1918 во времето на Балканските војни, кога Македонија била поделена меѓу соседите. Главната цел на неговата политика била возобновување на Сан-Стефанска Бугарија, поради што тој го склучил сојузот со Србија и Грција, кој резултира со Балканските војни. Најавата за отворање на овој клуб доаѓа по отворањето на културните клубови Ванчо Михајлов и Цар Борис III во Битола и Охрид, двајца докажани соработници на фашистичкиот режим. Најголемо внимание предизвика отворањето на клубот во Битола Ванчо Михајлов, клуб кој беше отворен од целиот бугарски државен врв, предводен од премиерот Кирил Петков. Овде протестираме поради тоа што негаторите на Македонија отвараат некој си клуб со име на големиот крвник на македонскиот народ Ванчо Михајлов. Ние бараме да ги признаат македонците во Пиринска Македонија. Тоа беше дури причина, барем одговорница, да изреагира и македонската власт. Не беше преземено ништо да се спречи отворањето на клубот, но премиерот ни порача дека не помагал за подобрување на односите меѓу двете земји. Тој настан представува ништо повеќе од провокација, бидејќи ги буди духовите од минатото, бидејќи се работи за личност кој што бил соработник и на Хитлерова Германија, и на Мусолинијава Италија, и на НДХ на Павелич. Бура реакција кај македонските граѓани имаше кога се откри дека во Охрид постои бугарски културен клуб именуван по Цар Борис III, уште еден докажан соработник на фашистичкиот режим. Посебно болна тема ова стана за евреите во државава. Велат ваквите потези наликуваат како враќање на фашизмот на голема врата во Македонија. Се добива некој впечаток дека фашизмот се враќа некако на голема врата во Македонија. Мислам, непоимливо е сега во краток временски период да имаме културен центар Ванчо Михајлов во Битола, да имаме Цар Борис во Охрид. Тоа непоимливо е. Утре ќе му текне на некого да регистрира на некој на Хитлер или на Гебелс или на било кого. Не е тоа во ред. Токму отворањето на културниот клуб Ванчо Михајлов беше причина да реагираат и уставните експерти. Порачаа дека обвинителството требало да реагира за овој случај, но и уставниот суд требал да го поништи неговото основање.